25 јули 2015 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на регионалните вести на КТВ телевизија. Најзастапената сорта вранец ќе го гради имиџот на Македонија како винска земја. Деталите во прилогот на колешката Мирјана Мукајтова. Градењето на политиката на препознатливите македонски вина во националната стратегија на Македонија во наредните 5 години ќе се базира на автохтоноста и посебноста на најзастапената сорта вранец и потеклото од географскиот регион Македонија како традиционален вински регион од каде што произлегува целокупното вино произведено во Република Македонија. И во наредниот период подобрувањето на маркетингот и зголемувањето на просечната извозна цена на македонското вино останува главна цел. До крајот на планскиот период до 2020 година се очекува извозот на вино во шише да се зголеми за нови 20% во вкупниот извоз и ќе изнесува 40%, додека учество на извоз и на другите извозни дестинации надвор од традиционалните пазари на југоисточна Европа и Европската Унија најмалку двојно ќе се зголеми во однос на минатата година. Во таа насока, покрај промоцијата на македонското вино на пазарот на поранешниот Советски сојуз, Кина, Соединетите Американски држави и недоволно застапените членки на Европската Унија, ќе се искористат и поволностите кои стојат на располагање со билатералните договори со ЕФТА, Швајцарија и Турција. Зголемувањето на консумацијата на вино во државата треба исто така да придонесува кон градењето на имиџот на Македонија како винска земја. Комисијата за проценка на штети од невремето во Росуман ја заврши својата работа. Штетите од последните врнежи од град на Праските се околу 1 милион евра, вели во изјавата за КТВ градоначалникот на Росуман Стојан Челазов. Комисијата за процена на штети која што ја формирав, ја заврши својата работа, можам да кажам слободно, уште пред да помине на Советот, не верувам дека Советот нема да донесе штетата само во овие 4 атари, само од последниот град е 58 милиона и нешто во денари, што ќе каже дека приближно 1 милион евра, и тоа не е мала штета израчуната, со тоа дека и до година ќе имаме проблем со овие удрени насади. Ќе имаме послапрод, понеквалитетно, ќе имат проблем да остават родни и здрави гранки, така да, за жал, против таа природа и против Господ не можеме да се бориме, тоа е таква волја. Од понеделник се очекува Македонија да ја зафати посилен топлотен бран со дневни температури над 40 степени Целзиусови. Од идната недела се очекува Македонија да ја зафати нов топлотен бран со тропски дневни температури кои ќе се искачат и над 40 степен Целзиусов. Ваква најава доаѓа од управата за хидрометеоролошки работи. Македонија од понеделник ќе биде под влијание на уште потопла и сува воздушна маса од југ, што пак ќе предизвика на тамошен пораст на дневните температури, кои во поголем дел од земјава ќе бидат над 35 степени. Особено топло се очекува кон средината на неделата, кога долж по Вардарието и во југоисточниот дел дневните температури ќе бидат над 40 степени, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Дали ваквите високи температури ќе бидат доволни да се прогласи портокалова фаза, од понеделник ќе се изјасни УХМР. Во меѓувреме се уште се активни препораките на владата до работодавачите кои важат до вторник, а тие се да се избегнува работа на отворено во најтоплиот дел од денот, од 12 до 17 часот, и од работа да бидат ослободени трудниците и хронично болните над 60 години. Тропското време според биометеоролошката прогноза може да предизвика здравствени проблеми кај луѓето. Во попладневните часови се очекува честа појава на главоболка, бол колената во грбот и вратни болки. Во вечерните часови пак кај некои луѓе можна е појава на општа слабост, а кај други и чувство на тежина во главата. Во ноќните часови поизразени и подолготрајни може да бидат болките кои се предизвикани од ревматски болести, но и оние кои се од артритични промени. Поради најавата за уште повисоки температури од понеделник од локалната самоуправа Кавадарци информираат за промена на работното време на општинската администрација. Службите ќе работат од 7 до 15 часот.
Со одлука на градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов се врши времена промена на работното време на општинската администрација. Општина Кавадарци, локална самоуправа, од понеделник 27 јули 2015 година ќе започнува со работа од 7 часот наутро, а работниот ден ќе завршува во 15 часот попладне. Промената во почетокот на работното време на општинската администрација е предизвикана од високите температури и топлотниот бран кој деновиве владеат во земјава и регионот. Градоначалникот ја донесе оваа одлука во интерес на здравието на граѓаните, ефикасноста на работењето на општинската администрација, а согласно препораките на медицинските лица и надлежните владини институции. Се информираат граѓаните дека веднаш со нормализирањето на временските прилики и намалувањето на екстремните летни температури, општината веднаш ќе се врати на вообичаеното работно време, информираат од службата за односи со јавноста при локална самоуправа Кавадарци. Податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека минатата година во Велес се родиле помалку вонбрачни деца. Лани се регистрирани 47 новороденчиња од жени кои не биле во брак. Помалку вонбрачни деца се родиле минатата година во Велес. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Така, лани во градот се регистрирани 47 новороденчиња кои на свет ги донеле жени што не се во брак. Оваа бројка е за 20 помала во споредба со претходната година. Во 2013-та статистичарите регистрирале 68 новороденчиња во Велес од вонбрачна заедница. Инаку и во соседните општини се регистрирани вонбрачни деца кои се родиле минатата година. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во општина Чашка имало 11 новороденчиња од вонбрачна заедница, додека во Градско се родиле 7. Во општина Лозово пак статистика не регистрирала деца кои дошле на свет од нерегистриран брак. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во Велес имало 560 новороденчиња. Советот на општина Велес на последната седница донесе одлука училиштето од Превалец да работи како дел од општинското основно училиште Васил Главинов. Училиштето во Превалец ќе работи како дел од основното Васил Главинов. Одлуката ја донесе општинскиот совет на последната седница. Долга дебата имаа советниците од власта и опозицијата. Првите сметаат дека со припојувањето ќе се реши барањето на родителите, додека опозицијските советници сметаат дека тоа ќе предизвика други проблеми. Лани родителите се заканија дека ќе ги отпишат своите деца. Намалениот број на паралелки пак ја загрозува работата на училиштето Рајко Жензифов од Оризари. По текот на минатата година разговаравме со родителите, успеавме да ги се договориме да се продолжи наставата. Сеќавате дека имавме можеме и 2 неделни, 3 неделни прекин, не се сеќавам точно колку дена беше тоа. Кој може да гарантира дека училиштето ќе остане правен субјект со 11 паралелки? Вие не можете, ниту вие, почитуван градоначалник. Советниците на опозицијата реагираа и на одлуката за распределба на образовниот кадар. Според одлуката, 5 наставници ќе останат вработени во Рајко Жензифов за да го исполнат потребниот број на часови. Тоа не значи дека баш тие вработени ќе мораат да бидат таму распоредени, само за тоа што и досега таму работеле со децата. Според градоначалникот Чадиев, одлуката за спојување нема да го загрози работењето на училиштето во Оризари. Вели дека поголем проблем е бројот на деца кои се запишуваат во прво одделение. Секоја година тој се намалува, со што опаѓа и бројот на паралелки. За жал, годинава имаме голем број, не е дефиниран бројот, меѓутоа застрашувачки број на помал број на ученици сегде. Помал број на ученици во прво одделение. За жал, повеќе има запишано правачења во Виена од Оризари отколку во Оризари. Мислење за одлуката за припојување на училиштето во Превалец пристигна и од ресорното министерство. Министерството за образование и наука во целост ја поддржува оваа иницијатива и препорачува таа да се реализира затоа што училишниот објект во Превалец е дел од територијата на градот Велес и не може да функционира како подрачно училиште од друго населено место, се вели во одлуката на министерството. Инаку во училиштето во Превалец се изведува настава од прво до 5-то одделение.
Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен ветер од северозападен правец, максимална дневна температура до 38 степени. Тоа беа содржините во регионалните вести на КТВ. Благодарам за вниманието и ви посакувам пријатни мигови со нашата програма. Секое добро.